Се вклучуваат ли европските тешкаши во барање решение за билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија? Откако официјална Софија преку низа провокации сериозно ги навреди македонците, а дополнително се закани и со одложување на ветото, Брисел го испраќа еврокомесарот Оливер Вархеј на средба со бугарските власти. За Софија утре лета и македонскиот шеф на дипломатијата Бујар Османи, кој заедно со Вархеј треба да седне на маса со неговата колешка Теодора Генчовска во рамки на форумот на Европската унија и Балканот. Неофицијално Османи и Вархеј потоа доаѓаат и во Скопје. За сега не се објавуваат ниту точната агенда за средбите, а уште помалку за што ќе се разговара. Еврокомесарот покрај учеството на форумот е предвидено да се сретне и со целиот бугарски државен и политички врв. Од МНР официјално не ја потврдуваат посетата на Османи, но спред бугарските медиуми, тој треба да се обрати на форумот со став околу користа која што ќе ја добија Македонија со интеграцијата во Унијата. Македонскиот шеф на дипломатијата останува оптимист за преговорите со Бугарија, но тврди дека побројните бугарски провокации и закани Софија не го прекршува договорот, туку се правеле обиди од поединци за спуштање на облака на договореното. Сигурно дека е ставена дамка на односите, на разговорите, на преговорите. Еден облак, ако можам да кажам, е спуштен во сето тоа што го се обидовме овие 6 месеци да го изградиме за да го разбистриме, да го исчистиме воздухот пред нас. Но не можам да дозволам да ова го руши процесот. Бугарските челници без никакви ограничувања се закануваат до Скопје, дека не само што нема да го кренат ветото, туку и најавуваат дека во следните 10 години Македонија треба да заборави на датум за почнување на преговорите. Има многу хора които се опитват да расклатат. Има многу луѓе кои се обидуваат да ги разнишаат добрите односи меѓу Бугарија и Македонија. Нашата влада нема да подлегне на вакви лесни провокации кои се обидуваат да се случат од двете страни. Имаме една заедничка цел – Македонија да биде европска земја, добар сосед. Заедно можеме да создадеме економски раст и сите овие националистички повици и провокации само треба да ги игнорираме и да одиме напред. Каков исход ќе донесат средбите со Вархеј е нејасно, но иако Османи останува на ставот дека за Македонија бил прифатлив португалскиот предлог за наминување на проблемот, сепак Франција, која е актуелен претседавач со Унијата, вели дека двете земји проблемот треба да го решат билатерално.